Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денес се навршуваат точно 3 години откако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го презеде раководењето со државата. На денешен ден, владата на Илинденска се ослободи од режимските пранги на ВМРО ДПМНЕ. Во 2016 година, нашата држава беше оценета како заробена држава од страна на Европската комисија со заробени институции и клучни сектори во општеството. Дополнителен предизвик во пролетта 2017 година беше партиското спротивставување на мирното предавање на власта на новото парламентарно мнозинство кое кулминираше на 27 април со насилниот упад во собранието. Од таква состојба на заробена држава, за само 3 години успеавме да ја извадиме земјата на прав пат. Остваривме две големи стратешки цели. Станавме 30-та земја членка на НАТО, а конечно имаме и одлука за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. За жал, додека чекоревме на прав пат кон полноправно членство во НАТО и отварање на преговори со Европска Унија, немавме сојузник во најголемата опозицијска партија предводена од Христијан Мицковски. ВМРО ДПМНЕ и Мицковски покажаа дека немаат ниту став, ниту зрелост, ниту чувство за одговорност за националните интереси. Кога требаше да се прават нужни политички компромиси за да се одблокираат сите процеси кои беа во децениски ќорсокак поради деструктивните политики на неговиот политички ментор Никола Груевски. Христијан Мицковски не покажа зрелост и конструктивност ниту за проблеми кои не засегаат сите, а тоа се загадувањето на воздухот и светскиот проблем со COVID-19. Покрај успесите на нашата држава на стратешки план, во изминативе 3 години остваривме значителни резултати и во останатите сектори, а посебно во делот на економијата. Имено, пред 3 години, кога СДСМ ја превзеде власта, економијата бележеше негативни стапки на раст. Од минус ја кренавме економијата. Во 2018 година остваривме стапка на раст на бруто домашниот производ од 2,7%, а во 2019 година од 3,6%. Обезбедивме над милијарда евра странски инвестиции во овие 3 години. Со зголемениот економски раст овозможивме во изминативе 3 години да ја зголемиме минималната плата од 9.000 денари на 14.500 денари, односно зголемување од 5.500 денари за период од само 3 години. Исто така, значително е зголемена и просечната нето плата, а истата, пред корона кризата, достигна за прв пат над 27.000 денари. Замислете само како би изгледало справувањето со COVID-19 денес, ако ДПМНЕ беше на власт и тоа со минимална плата од само 9.000 денари. Или како ќе им беше на илјадниците стечајци, за кои обезбедивме трајно финансиско решение, ако и Груевски ги игнорираше цела една деценија. Во изминативе 3 години покажавме вистинска грижа за најранливите категории во нашето општество. Со социјалниот пакет покажавме вистинска борба за искоренување на сиромаштијата. Покажавме грижа за граѓаните кои изминативе години биле заборавени, оставени на маргините од страна на државата. Во изминативе 3 години направивме многу. Направивме огромен влог во здравствениот систем и затоа граѓаните за прв пат имаат доверба во здравството. Меѓутоа, заедно можеме во периодот кој следи и уште повеќе и уште подобро. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.